И во летните денови се дружиме заедно на телевизија Телма. Ви благодарам што сте одново со нас во уште едно издание на Fair Play. А денешната тема мислам дека ќе биде соодветна буквално за сите гледачи без разлика на возраста и без разлика која е вашата професија или како ви минува секојдневието. Се разбира, во студиото ќе имаме луѓе чие што секојдневие е спортот, меѓутоа оваа нивна заедничка приказна или искуство секако дека ќе донесе некои лекции, совети, можеби поуки, вредни да ги чуеме, затоа што сите на некој начин може да ги примениме. Мојата денешна гостинка е македонска ракометарка, која што има статуси на репрезентативка на Македонија, а гостинот, кој што е и нејзин пријател, на некој начин и соработник, е човек кој што можеби често го гледате на фреквенцијата на Телма, со сите негови совети поврзани со здравиот начин на живот, нутриционизмот, правилната исхрана и вежбањето, не само што ги применува лично, туку и помага на многу луѓе кои што ќе се одлучат од него да побараат конкретна помош и совети. Сега во оваа ситуација тие заедно работеа на една убава трансформација пред се на изгледот на мојата гостинка, меѓутоа кај спортистите и како е многу важно во каква состојба, кондиција и изглед е телото. Така што ќе имаме доста интересни детали, очекувам да бидат многу искрени затоа што и на социјалните мрежи некако привлекува внимание со сите совети, со сите детали поврзани со оваа трансформација, па еве во следните минутки ќе ја дознаеме и ние. Не го менувате каналот и бидете со нас на Телма. Денеска нашиот фокус нема можеби да бидат во толкава мера статистики и бројки од аспект на резултати на еден натпревар, но повеќе резултати кога човек ќе донесе одлука малку повеќе и подетално да се подпре на науката, на знаењето и да биде одлучен да направи една трансформација во кога е во прашање комплетното здравје, јас би рекла, меѓутоа тоа секако дека визуелно е брзо, можеби не видливо, тоа ќе го дознаеме во продолжение. Моите денешни гости се дел од светот на спортот, слободно ќе кажам. Ќе слушнеме какво е нивното секојдневие и како се случи нивното запознавање и соработка. Дамата која што е во студио, веќе ви најавив дека е ракометарка, игра на позицијата пикер. Сега веќе има статус на поранешна репрезентативка, но кариерата е се уште активна и покрај годините. Станува збор за Сања Дабевска. Добри дојде во Fair Play. Добро ме најдов. Ова ќе ни биде второ искуство, но прв пат во студио и малку вака подетално. И со нас во студиото прв пат во Fair Play, меѓутоа јас ќе кажам овој човек е пријател на некој начин на Телма и на нашите гледачи. Досега многу често бил расположен и е расположен да го сподели своето знаење, а тоа е Ивица Јанев, нутриционист, тренер, се бави со бодибилдинг, човек кој што едноставно го интересираат сите овие полиња и помага на многу луѓе кои што ќе побараат помош. Ивица, добри дојде во Fair Play. Благодарам на поканата за Fair Play за прв пат. Многу сум среќна што успеавме да најдеме термин кога двајцата сте овде, затоа што Сања имаше обврски надвор од Македонија, за да раскажете што успеавте заедно да направите. Но мора да биде нели сето ова јасно за нашите гледачи. Прво, за да не е чудно, зошто и како еден спортист, односно спортистка, наеднаш има потреба од стручна помош нечија во поглед на тоа како го минува секојдневието, што јаде, како вежба и во каква состојба е здравието. Значи, што Сања се случи после толку долго време спортување? Да. За сега да ти е навистина потребен човек како што е Ивица. Баш све нешто се случи така спонтано беше. Ја видов мојата другарка Илина, користам прилика да поздравам. И ја прашав, гледам имаше добра трансформација, све ослабено. И пиша, викам, со кого се работуваш, како што, викам, од радозналост, викам да пробам ја, пошто ете цел живот спортиста, никош сум немала стомач, нити оцртана. И вика со Ице, као, ете, ќе ти дадам Инстаграм профил, фолоу него, ќе му спомнам и за тебе и пробајте. И ја така преку Лина му пишав на Ице, здраво Ице, викам, сакам да соработуваме, да пробам нешто ново во животот. И вика, важи, нема проблем.
кога ќе имам слободен термин, се договоривме све и така почна цела приказна од радозналост. Играш на позицијата пикер, не сакам било кој да се налути, но ова е реалноста. Кога ќе ја споменеме таа позиција, некако нам ни звучи природно дека тоа се покорпулентни луѓе, дека ако видиме човек на позиција пикер кој што е дури малку и подебел, ќе го искористам тој збор, нам барем во Македонија не ни звучи тоа чудно. Океј, нему му треба да биде таков за полесно да може да се справи со, нели, она што од него го бара играта. Вистина или не? Што би рекла сега ти за ова, затоа што ти играше, си играла долго време со една поинаква состојба на телото, со повеќе килограми, а сега си во една друга ситуација. Па, искрено ти кажам, како идеш со годините, подобро е да си послаб, полесно, ама вака додека си млад можеш тоа да го истрпиш. И за еден пивот подобро е да има малку килажа, затоа што таа позицијата има повише Контакт. Да. Така да, ајде да кажем, на помлади години подобро е да имаш малку повише килажа. Да, не, дури ми пријаше, бев појака и подцврста. Ама вака сега како идат годините со текот на времето, подобро е да имаш малку килажа. Да пречи. Добро. Тука ја само ќе додадам нешто. Ајде. Од делокругот на килажата, само да разграничиме, килажата се содржи од некои компоненти, сега нема многу да филозофирам, ќе ги поделам тие на мускули и масти. Тоа коскана стражвода, тие работи ќе ги тргнем на страна, туку мускули и масти. Сега конкретно таа што зборува одговарал поголема позиција, на позицијата одговарал поголема личност. Само замислите таа поголема личност, доколку таа, зошто барам поголема личност? Бидејќи ни треба посилна личност. Дали тоа машки или женски ракомет, ни треба посилна личност. Само замислите таа посилна личност да преовладува мускулатурата, а не мастите, бидејќи силата кај личноста доаѓа од, или движечката маса е мускула, не е движечката маса масти. Мастите се складирање, тие се резервите. И сега замислите тој позициониран играч, доколку би бил повеќе мускулест или во превод би било повеќе силен. Колку би бил тој подобар? Силата ќе става еднакво на мускулатура. Се не бараме од него да биде билдер, но бараме да има соодветен однос на масти и мускулатура. Ако тој надминува 25% за мажи, значи тој веќе оде во групацијата, како што спомна ти, дебел. Дебел. Затоа го искористив зборот, како и да звучи. Првата класа е тоа дебел, а после над 30 е втора класа, кај што оде тој во гојазно состојба. Да соработуваш ли многу и често со спортисти? Соработувам со спортисти, но ако можам ги одбегнувам, да бидам наискрен. Мора да објасниме зошто. Важно е тоа. Од дел кругот на спортисти ќе спомнам едно-две имиња. Значи Наташа Андонова ми беше една од првите спортисти. Фудбалерката, таа кога играше во Барселона, фудбалерка е таа. Потоа замина во Леванте, мислам беше. Тоа беше за време на короната. И сега не ми беше јасно зошто таа што и требаше. И таа вика, да, имаме ние соодветни нутриционисти и тренери за снага, но не е доволно, вика, ми треба мене некој индивидуално кој ќе го адресира мојот проблем. Таа имаше проблем со задната ложа. Едната и другата. И ние почнавме со работка со неа, како да ти кажам, стомачни перформанси, с големи минутажи во игра и така натаму. После неа се додадува неколку девојки од кај неа од клубот, кој ќе кажам неколку, значи една рака беа. И јас се грижев за доста голем број од тама, но сето тоа одзема многу од моето време или повеќе од моето време, што јас би го посветил на нормален човек. Добро. На некој што нема активна кариера, да речеме. Нормален човек. Значи човек што има проблеми со дијабет, човек што има проблеми со холестерол, со крвен притисок, со повидна. Да, што нема професионална кариера. Што сака да остави 25 кг, да. Полесно ми е мене за работа. Додека со овие се позахтевни. Многу позахтивни, а другиот момент и не слушаат. Да, не се послушни. Не слушаат бидејќи не се послушни. Да. Зошто? Каде доаѓа тоа? Беше? Беше непослушна. Имаше еден убав период каде што ја карав и да се свести и да продолжи. Непослушноста кај спортистите не можам да кажам од каде доаѓа, но ќе кажам ја што сум утврдил. Ти имаат претходно знаење, бидејќи ти кога доаѓаат кај мене се некаде во нивниот живот. И сега дел од тоа претходно знаење не се поистоветува со, да речем, моите ставови. А дел се поистоветува. Сега што е моментот? Колку е помлад спортистот, толку ми е полесно. Колку е постар, толку ми е потешко. Зошто? Бидејќи кога е помлад, поише надворешни влијанија имало на него. Не знам какви се тие професионални, непрофесионални, улични, значи имало помалку. Колку е постар, тој поминал поише во животот и сега што случува? Кога си помлад ти, по дефолт трошиш поише калории. И што и како да јадиш, не јадиш,
значи полесно ќе го поминеш, како што каже таа, полесно е кога си помлад. А како годините доаѓаат, метаболизмот почнува да работи поразлично и треба многу попрецизно да се работат некои работи. Нема отстапки. Или отстапките се помали. И секој ќе дојде кај мене, ама јас лани бев така. Чекај бе, тоа било лани. Не е годинава тоа. И тука има еден момент каде што тој првично е отпор. Отпор е. Може би додека да стекне доверба. Ама ако помине па многу време не е знам дали е до довербата прашањето или е до него. Своеглавост повеќе, да. И своеглавоста. А ако прифати, прифати. Да. Ако прифати да слуша, ја викам би исто како слеп за стап. Исто, ништо не. Значи само слуша прави. И работите почнуваат да додат во надолна линија, во делкругот на, да речеме, средување со масти, мускулатура или подобрување перформанси и така натаму. Сања, дали ти е понекогаш жал и криво што порано не почна со сето ова? Или сметаш дека се случува во животот кога? Дека све во свое време си дојде, затоа што мислев ако го почнам овој процес порано немаше овој резултат да го имам, зашто со текот на годините се озреваш и подисциплиниран си. Сега пример, првите 3 месеци ми беа многу тешки. Додека ги стекнеш навиките, додека се научиш што во колку, мислам, мене Што најтешко е? Најтешкото нешто е исхраната. Кој дел, што шеќерите, што прави најмногу проблем? Гладни се, гладни се, генерално гладни се. Па гладни, да. Гладни се, генерално повеќето спортисти постојано се активни. Тоа веројатно придонесува да. Знаеш како, малку ќе дадам тука па ќе оставам да си доврши. Целокупниот притисок што го имаат во текот на денот. Бараат вентил да се издишат, да кажеме, ете така. Затоа многу пати ќе видиме спортисти и да посегнат по алкохол и колку што не треба. Бидејќи се цело време тие под некаков притисок и како издувен вентил, дали е храната, дали нешто, така јас некако би го, ете да речем, така би го направил. Момент на задоволство, на опуштање на... Момент на го заслужувам јас ова. Аха. Како само награда. Сега таа ќе си каже како таа. Знам јас малку, ама не знам дали ќе го каже. Ќе биде искрена, ќе биде, затоа прифати да дојде, да. Да. Ја имам проблем со благото. Значи ја за благо многу душа давам. Да. Немам проблем со секој. Да, со пример хамбургери, пици, такви работи, нешто, ама за благо душа давам, што се вика. И многу сакав пивче да си пијам. Пивчето после тренинг, значи, што се вика за опуштање, ама не едно него. Не едно, ама повеќе, да. Инаку и пивото е веројатно многу популарна, да ја наречам, тема кај спортистите. Истото сум го слушнала многу пати, во смисла навечер, после напорен ден, 1-2 пива за да заспијам. Сега да ја прекинеме повторно. Ќе ја прекинеме, ќе се надоврза за тоа што... Во глобала од нутритивна гледна вредност хидрати и шеќери. Сега, дали е лошо, дали не е лошо, и внатре има пивски квасец, што има, да речем, малку иницира едно друго својство. Не, да се разбереме, алкохол е. Да. Мислам, ова е емисија за спорт, не може да речеме дека е добро. Објаснувам нутритивна вредност. Да. И што пивскиот квасец па иницира нешто друго. И сега, кога одредено лице ќе го зима директно хидрати и директно шеќери и добива едно задоволство. Сега проблемот е кај него што покрај тоа што е алкохол делува негативно на сите хомеостазни процеси или сите процеси што треба да направат нешто, градителски процеси, затоа велат не пие алкохол и ако пиеш таблети, бидејќи се намалува својството. Значи, алкохолот неутрализира многу работи во нашиот организам. Сега, кога ќе се напие 1-2 пивца или 3 пивца, количинскиот алкохол тоа е околу 4-5%. Значи не е многу, но едно пиво и една чашка жесток алкохол процентуално исто алкохол има, кој ќе споредиш на милилитри. Но тој некако консуматорот на пивото ужива. Да, самиот процес, повторно се враќаме. И бидејќи се тука присутни хидратите, а телото ќе му треба време да ги обработи, а и шеќерите се тука, и алкохолот тука, и нека му правиш calm down, го смирува. Но во суштина, во превод, не е тоа смирување. Ако тој носи мониторинг на смарт часовник, зборувам Garmin, пософистициран, јас имам и го користам. Да, што ни ги дава сите информации. Сите параметри. Секогаш кога сме под дејство на алкохол, не мора да сме пијани. Значи кога конзумираме и сме најрелаксирани, со најдобро друштво, параметрите за стресот на највисоко ниво и секој пат ќе имаме предупредување. Сега ќе продолжи Сања, како ги елиминираше овие најпроблематичните делови од исхраната? Искрено ти кажам, ја овој предизвик го зрев како да сум на мисија.
реков, сега ете 6 месеци си на мисија, ајде да видиме што може да направи за 6 месеци. Ако бива, ако не се враќаме на старо и тоа е тоа. Ама мораш да пробаш да видиш што. И еден месец немаше никаква промена, ајде по 1, по 2, по 5 кила. Втор месец ништо. И сега тука почнам више да паѓам, знаеш, мотивацијата и она, и доаѓа трет месец. Ја едно сабајле се разбудам и се гледам во огледало и имам стомачни. Значи ја гледам и не можам да верувам. И одма го барам, викам Мице, вака, викам види сликиве, не можам да верувам, знаеш. Па вика тоа е процесот кој што требаше да биде за да дојдеш, не може ми вика преку ноќ. А ја цело време пред да почнеме вика Фице, абе нешто за една недела да видиме. Да, така и сигурно тука се прашањето ништо не се менува Како ништо. вие за една недела намалуваат, вика 6 кила, вика јас вика колку недели су викам 26 кила. Викам, првото ти таа и тој не сте исто. Таа има стартна килажа од 110 кила, ти немаш 110 кила стартна килажа. Таа не е спортист или тој не е спортист, тие се нормални луѓе што во моментот кога започнале имаат задршка на течности како резултат на претходниот живот. Ние сега ги ставаме параметрите како што треба и телото прво што прави, фрла ѓубре. И за една недела некој може да намали 15 кила кон над 120 кила. Се случува, тоа е редовна практика на случување. Значи тоа јас му кажам, тоа не е масти да се разбереме. Тоа е само ѓубрето што си го чувал ти во тебе. Сега кај неа тоа го нема. Значи таа е сепак спортист, сепак е многу активна, со активноста таа троши калории, исфрла течности, пие вода, па пиела пиво што сака нека пие, тоа исфрла таа. Значи самата физичка активност е многу поважна во многу параметри од исхраната. Да. Не велам дека може само да вежба да не се хране правилно, но генерално, ова е научно докажано, луѓето што имаат физичка активност, споредбено со луѓето што јадат само здраво, без физичка активност, живеат подолго. Значи ова е научна студија, не сум го кажал јас, да. Комбинацијата и соодносот, да. Сега, зошто? Бидејќи со физичката активност се трошат калории. Без разлика од каде доаѓаат тие калории, тие се трошат. Ако не дозволи да има резерва на калории, под наводници складирање масти и енергија, значи он е добар. Без разлика од каде доаѓаат тие. Само ако не дозволи да има резерва. Ако има резерва на енергија, поточно масти или еднакво масти, тогаш тоа може да биде тригер. Ако е спортист, холестерол, триглицериди, шеќерите, значи не малку спортисти дошле кај мене со покачен холестерол, да речем. Во поглед на вежбањето сега малку. Има исто така многу спортисти кои што кога ќе почнат да вежбаат по соодветен програм, најнаш имаат воспаление на мускулите, се активираат мускулни групи што дотогаш мирувале, без разлика на секојдневното тренирање, така што како одеше овој дел? Па мене со вежбањето не ми беше тешко, пошто ја бев активна со ракометот, имав 2 тренинзи во денот и мене единствениот проблем беше исхраната. И сега ја колку и да вежбав и 5 тренинзи имав на денот, џабе ако не ја пазам исхраната и на грамажа и све. Така да со тренинзите немав никаков проблем, пошто сум активна цел живот, ама исхраната беше полесен дел. Да. А имаше ли сега спротивното прашање нешто што можеби не било толку често дел од твојата исхрана и нешто што сега засака да јадеш повеќе откако И мене ме интересира. Добри совети, да. Има. Например, цвеклото. Цвекло? Не знам јас дали има човек на кој што цвекло му е вкусно. Еве јас морам да конзумирам ради крвта моја често, ама никош нема да речам дека ми е вкусно. Само додади лимон кога ќе го јадиш за да врзе за железото. И помага малку и вкусот го неутрализира, ама C-витаминот е потребен за да се врзе, да се врзе за тоа. Добро, значи цвекло почесто. А други работи, например со месо, имаш проблем или не? Не се допаѓаат благистите? А тоа е, да не збориме тоа. Значи има и здраво и вкусно. Може и така, Па зашто ти ме прашаш што не ми се допаѓа? Единствено исхраната цвекло, ама па сега не се допаѓа. Ти се допаѓа или не се допаѓа? Не ми се допаѓа. Не, јас прашав што ти се допаѓа. Што ми се допаѓа? Па све од здравата храна, све. Највише палачинките со протеин, што се и брауни и тие. Зашто ја кажав со благот имам проблем и тоа ми е слаба страна. Како замена сега, значи можеш подобра варијанта на благи работи. Да. А за недисциплината не ми дораскажа, например, кога не си дисциплинирана, нели работите заедно, има евиденција што правиш, лесно ли му е да детектира ако не јадеш како што треба? Нормално, одма знае, веднаш? Одма, затоа што ние секој понеделник имаме мерење и му ги прачаме резултатите и после 3 недели ти можеш да се сликаш и да му се снимиш и да му пратиш. Нема. И сега ако ти избегаш од програмата, забележува веднаш. Одма се гледа и по тебе и по тука ти додадам.
Многу често пробуваат да лажат дел од клиентите. Тоа на Да, вие почетокот многу се случи. често мора да бидете во улога на полицаец. Не полицаец, психолог. Значи во Психолог делокругот на најмногу, на моите несомнено. студии, за да Да. јас ко работам тоа во FFC Fitness Formula Club кај што работев, јас морав да имам земено голем дел психолошки студии, бидејќи Јасно. таа беше многу сериозна институција и не дозволуваше без тие студии ти да работиш таа. Значи пред се си психолог, а потоа го работиш и делот физичка активност, секако и психолошкото здравје број 1. Јас имам една табела што е добра, не е најдобра, добра е бидејќи работам со нормални луѓе. Значи таа е направена за нив. Кога станува збор за понапредни спортисти, да речеме кога треба, пример ако е некаков надпреварувач и така натаму, таа се видоизменува. Но оваа табела што имаме супер за 90% од луѓе. И сега тука јас кога ќе му ставам на неа, и они запишуваат колку, значи ги има гради, подгради, половина, папок, колкови, бутки и завршуваме и раци. Значи листовите не ги мериме и не мериме, врат не мераме и така натаму. Сега што и има body mass index. Body mass index тоа е математички калкулирано, не е body fat процент, туку body mass index. Тоа е по калкулатор се прави. И килажата не. И сега они потполнуваат. И намалил, да пример, 6 кила, намалил 1 сантиметар на оба. И сега ја одма гледам дека нешто не валја. Килажата, да, може би ја намалил. Ама чим не намалил на сантиметри, не вежба. Не вежба? Одма знам, нема значи не може ти тукава бројка да се намали, а да не се менува телото. Или се менува телото многу поразлично од што треба, бидејќи кога ти вежбаш правилно и се храниш правилно, се случува рекомпозиција, без разлика дали е тоа твојата цел. Сакал, не сакал, тоа се случува. Се случува тоа. Прашањето е колку се случува. Е тоа колку е моја работа, што ќе ставам јас од делокругот, што ќе напаѓам. Сега кога клиентот не ја зборува вистината, ми вика, абе, ја вежбам. Викам, добро, во текот на неделата имаш 5 тренинзи. Колку направи? Или ги направи сите. Колку е временски наредното прашање? Ќе каже, направил 45 минути. Малку е, зголеми. Океј. И после кој ќе ми речем, ај прати ми сега скриншот или стика го саатот да видам временски, калории, за да утврдам јас дали ти ја зборуваш вистината или не. Ти можеби вежбаш саат и пол, точно. Ама ти што прави за тој саат и пол? Си зборува со другарка ти, пишуваш на Инстаграм, на Фејсбук, се сликаш. Во која зона си ти со средство? Јас ќе видам калориите, знам. Не може јас да направам 1000 калории за сат и пол или за 2, секој тренинг не е ист, да се разбереме. А он да направи 200, а да вежба заедно со мене. Таа имаше момент, не можеше вика како споредбено со некој друг од тимот, како може таа да јаде, јас ништо и гледа што се случува. Јас тоа морав да го објаснам на неа. За таа да го свати и да го засака процесот, бидејќи имаше одбивност према процесот. А зошто одбивноста? Бидејќи, знаеш, кога си обкружен во една средина и ако сите прават едно, а ти правиш друго, ти си тој што го покажува Ти си со прст. исклучокот, да. Или ти ќе се прифатиш кон средината или ќе одиш во друга средина. Доколку останеш таму, ќе биде проблем, нема да успееш. Сани, конкретно ти кога почна со оваа промена и вака грубо кажано, кои се главните резултати што се случија? Гледаме и некои фотографии, меѓутоа... Да. Па, ова беше негде во јануари месец, тогаш фатија презниците. И сега Добро, храбра била во најтешкиот момент од вечерта, да. И као ајде да почнеме, и ја не можам да почнам. Во Србија се готви храна, месо, И тоа ми го фарми, кажа, и се како вика, тука многу се јаде, вика. Да. И викам, ајде другата недела, иде ми се качи нагла што се вика, секој ден пораки, Сани кога ќе почнеме, Сани престани да јадеш. понеделник дојде. Значи она е почнато у процесот, значи добила се, ја нема нигде. Ама Ја нема нигде. Да. Времето тече, викам, Сани, ти одат месеците, што прави, за џабе ли ги фрли парите? Баш Што така ти беше. зборува, тоа е вистината. Значи јас сум ангажиран за резултати, а не да ти ги земам парите. Тоа е моја награда. така, добро. И после тоа поминаа празниците негде околу 19 јануари, ја више реков готово, нема јадење, нема ништо, почињаме. И така си почнав месец, 2, 3, тоа беше процесот, имаше ups and downs. Па прстот, Па само што стигнав до видов фотографија, резултат. што се случи? Го скршив прстот на утакмица, тука ми се сруши светот. А таман бев тогаш во оној најдобар левел што се вика од ова веќе другото. чувствуваш промена се. Да. И
И тука паднав. А беше спречена по тоа да вежбаш или вежбаше така? Се сноѓаше? Се снаоѓав, само нозе колку можев толку. И баш му се жалев на Ице. Ице ми вика, Сања, ако раката ти е скршена, не ти се нозете. Па да. Кардио може да прави, стомак може да прави. Се може да прави. Ке си трчаш убаво се. Има луѓе без нози вежбаат се живи. Има и такви примери, точно. Да не барам, тој го кажа, тогаш знам ти пратив едно 2-3 говорни пораки, знам ти после тоа ми врати со плаче и нената порака. Доста емотивна беше, да. Поминуваше таа. Нормално е тоа да има еден спортист емотивни моменти. Значи, спортистите се една посебна група на луѓе што претежно се често пати осамени. Бидејќи често пати се надвор од своето обкружување, треба нова средина да формираат и знаете, остануваат сами. И цело време се под тој притисок што го кажав, под рокови, под пуш и знаат да бидат емотивни. Тоа не е грешка човек да биде емотивен. Направивме се да биде перфектно, поминавме и скршениот прст, потоа си доби таа награда за најдобар надпреварувач на утакмици и така играчи. Значи се отиде во нагорна линија. Ама требаше да се залета. Ја никогаш немам станато пред 12, пред една година. И сега ја секој ден станам во 7, некој и во 6 дури и морам од сабаља кога ќе станам кардио да направам. Тоа сакаш, не сакаш, подсвесно ти влага и више како навика ти станува и вина, после вина. Да, и ако не станам се дистрчам од сабаља, мене целен ми е наопаку. Тогаш ти е чудно. Готово, да, како нешто да сум сгрешила, нешто да сум направила лошо. И нема, многу ми е побаво. Нормално, кога станеш порано, си го фатиш денот, си истрчаш, си направиш кардио. Попродуктивен си, да. Сега веќе знам дека си задоволна со промените што се видливи, меѓутоа имаме ли поставено крајна цел, мада ќе рече тренерите никогаш не постои некоја крајна цел, ова е тоа. Меѓутоа има ли нешто до кое што сакаш конкретно да стигнеш во поглед на килограми и изглед, или од сега натаму е само важно добро да се чувствуваш и нели она што само по себе ќе дојде? Како е во твојата глава? Да, па за сега сум најзадоволна и во најдобра форма сум и сега работам на тоа да се одржавам цело време. Сега дали кило, 2 горе-доле ќе биде, не ми е толку битно, ама навиките што ги стекнав и што кажа Ице претходно, додека не сватив дека ова е начин на живот, а не е само мисија за 6 месеци и тоа е тоа. Многу беше тешко. Да, и не е казна. Да. И тоа што му викав како другите јадат, а ја неа пак се слабите. И 6 месеци ми требаше тој процес мојата глава да го свари, да свати дека тоа е тоа. И сега веќе е полесно. Да. Веќе е полесно. Многу е погрешен ставот кога еден спортист цело време пред себе има цели. Според мене е многу погрешен ставот и кога тој нема период на адаптација. Кога цело време бркаш нова цел, ти немаш период на адаптација и се ти е под притисок. И после кога ќе заврши таа последната цел, се случува колапс. Конкретно со неа, значи са никако се, супер сум, сега одржуваш. Одржуваш да го адаптираш овоа, после тоа ќе зададеш нов предизвик, доколку сакаш. Сакам да ми дадеш мислење за уште еден спортист, а тоа е Новак Џоковиќ. Зошто? Заради тоа што додека зборуваше, забележав дека ти спомена неколку, да ги наречеме, правила или принципи кои што и тој самиот ги кажувал. Едното беше околу обкружувањето. Со кој си секој ден, со кого денеска разговараш, со кого се дружиш, сето тоа влијае врз тоа кој си ти и каков ќе биде твојот резултат и денес и утре и понатаму во животот. Тоа е првото, а второто оно што го рече за науката и за бројките, меѓутоа он беше меѓу оние кои што нели ги отвори дебатите околу тоа дали е окей да си спортист и истовремено да си веган, вегетаријанец или конкретно да не јадеш месо, што ќе ти се случи, дали тоа ќе биде добро и така. Сакам да речам, отвори многу прашања, мислење има спротивни, некои поради тоа многу го сакаат, некои спротивно воопшто не го сакаат, но чисто еве бидејќи тоа е твое поле на работа, што ти би рекол за неговите ставови? Треба да го поздравиме Џоковиќ, бидејќи он е еден прекрасен човек, спортист, репрезентативен пример, верува во Бога, значи и е од нашето поднебие. Значи тоа го поздравуваме за тоа во секој случај. Тој е човек што напишал историја во дел кругот на тенисот. И начинот на кој стигнал да биде успешен, целата таа приказна е многу битна, бидејќи он почнал од нула. И од нула каде стигнал сега. А јас него најмногу ќе го поздравам, бидејќи ја разбуди свеста за креатинот. Добро. Ако сеќавате, имаше едно видео кога тој се дереше кон публиката креатина и кога неговите тамо родители или кој беа, не знам, му подадоа да се напие креатин, тоа беше за време на неговиот надпревар. Буквално
он тогаш мислам дека го разбуди свеста кај луѓето, кај одреден број на луѓе, кај некој не може да се разбуди свеста, дека тоа не е хемија, дека тоа не е нешто страшно, дека тоа е дел од процесот на еден спортист и нормален човек. Мајка ми на 68 години, јас и велам, да, креатинот е за тебе, пий го без проблем. Бидејќи креатинот е градбена единка на една личност, од мускулатура до мозок. Позависи се колку пати на ден и колкава количина на креатин. Лек за мултиплекс склероза, креатин. И народот тоа не го знае дека е хемија. А кога го слушнаат Џоковиќ, за тоа го поздравувам, креатина, се разбуди свеста кај многу луѓе и сватија дека тоа е убаво нешто и е здраво нешто и е дел од процесот кај еден спортист, да кажам. Сега, во делот на првиот момент што го спомна, обкружувањето, што го спомнал Џоковиќ, тоа не е само во спортот, со кој си Секад. таков ќе бидеш, или што те обкружува, тоа ќе очекуваш, тоа ќе најдеш. Тоа е правило за живот. Ако ти си обкружен со негативни луѓе, не можеш ти да бидеш позитивен, бидејќи бидеш отфрлен. Ако ти си во една соба, јас велам вака, и сите се со различни ставови од тебе, нема што да бараш во таа соба. Мораш ти да ја напуштиш таа соба, бидејќи ти мораш. Потребно е, убаво е да се надоградуваш во животот. Тоа обично се споредува со една ракета. Вика, ракетата за да летне, потребно е многу опрема околу неа да има. Но како таа лета, како оде кон вселената, многу делови отпаѓаат. Тие делови биле потребни за да стигне таа до таму, но потоа тие немаат капацитет да одат нагоре. Не значи дека се лоши делови, но едноставно немаат капацитет и таа продолжува сама. Значи ќе припишуваат многу работи на твојот успех, но не твојата заслуга. А со самиот успех на еден спортист, на еден човек, на еден бизнисмен, тој прави многу луѓе што изигравале успешни, лажно представувале успешни, да се покаже нивната неуспех. И затоа успешните луѓе многу пати не се посакувани. Второто прашање за веганскиот дел ќе го прескокнам. Добро. Ќе го оставиме за некој друг пат, ама тоа е голема тема, нели? Баш поради тоа, бидејќи е голема тема, има многу поделени размислувања. Прашањето е, подпрашање е веган или вегетаријанец, дали риба, дали не, дали јајца, дали не. Различно е, така е. Многу различно е од каде доаѓа изворот на протеинот, бидејќи е многу различно ти да јадиш риба и да не јадиш риба. Бидејќи тука омега-3 што е клучна од мускул, мозок, срце и така натаму. Ако тоа го изоставиме, па едно бебенце кога ќе роди, првиот суплемент што му го даваат омега-3. Првиот, не, секоја мајка го знае тоа. D3 и омега-3. Значи D2 и омега-3. Ќе дојдеме до делот за заклучок. Ивица го спомена моментот дека ти предизвика различни реакции, меѓутоа тоа те инспирираше малку и да се едуцираш во некоја друга насока, затоа што незабележана не остана. Прво сакам да кажам фала на Бога што направив јавна соработка со Ице, што не беше приватна, што се случи ова и овие слики и све, затоа што дојде до моментот да привлечам пажња. И беше као срцка ако може програмчето ова она, јас за такви работи не сум, затоа ги препорачав кај него. Сега ја така од мала и со ракометот имам желба да бидам мотиватор, позитивна енергија, све, и до тоа дојде да почнам да снимам за социјалните мрежи. Сега сум активна на социјалните мрежи. Доколку некој сака позитивна енергија или некоја едукација, слободно нека ме запрати на TikTok и на Instagram, IamSunny77. И дојде до тоа да аплицирам на ICF, International Certificated Federation, за да земам лайф коучинг за дисциплина, позитива и мотивација. Ова емисија си има своја публика која го сака спортот, која е дел од овие кругови и очекувам и верувам да инспирира можеби некои спортисти, спортски работници да те контактираат. Меѓутоа нека биде ова една финална порака. Ако некој воопшто сака да ти се обрати, што треба да има во својата глава? Кои се луѓето со кои што си отворен да работиш, сакаш да работиш, а каков тип на луѓе едноставно чувствуваш дека не можеш да им помогнеш, само поради тоа што, нели? Многу е едноставно. Не би кликнале. Многу едноставно одговорот. Процентот на мојот успех од кога дојдем во Македонија е над 95%. 5% е неуспехот или помалку од 5%. Тие 5% отпаѓаат првиот месец. Веднаш се знае. Да, го објасни тоа на почетокот. Тоа што се случува? Значи, мене не ми е потребно ти да имаш предзнаење. Не ми е потребно ти ништо да си вежбал во животот. Колку помалку знаеш, толку ми е подобро. Бидејќи јас ќе добијам еден празен лист на кој можам да пишувам. Не треба да бришам што било напишано претходно. Во превод, значи потребно ми клиентот само да слуша.
Толку. Искрен да биде, нели, да нема лага. Само Не јадев вежба искреност. Искреноста не сакам и да ја спомнам, бидејќи во тој случај не би имале ни соработка. Добро. Ако не е искрен, како може да соработувам? Кај мене има од цел свет клиенти и Со од сите, секакви професии. и од сите профили. Значи највисоко рангираниот клиент во светот што ми бил е министер за образование, советник на поранешниот председател на Америка Бајден. Тој човек од Чикаго, работев со него година време, јас во Чикаго го знам, тогаш не беше на таа позиција, потоа стана и се преселија во LA. Значи, на министерот за образование, јас сум му бил ментор како да си го води своето здравје. Браво. Значи, Добро. за мене тоа е едно од најголемите достигнувања, вака, од таква, од професионална гледна страна што сум го остварил. А од другите профили има се и се што и така да, ќе кажам, најлесно ми е да работам со луѓето што ќе ми напишат никогаш не сум бил во теретана, никогаш немам вежбано, кажи ми што треба да правам. Да, да. Со тие ми е најлесно. Имам загарантиран 100% успех. А со секој што има одредено предзнаење, Малку потешко. малку потешко оди работата, бидејќи доаѓаме до тој ѕидот што треба да го надминеме, до вербата, па чекај да видиме како е, па јас кажал тоа така, прави го него во главата, не му одговара, па направил плюс нешто, па не кажал и така насам, и така насам. Јас ви благодарам што денеска вие двајцата бевте искрени пред се да го споделите ова искуство за се она што вие го знаете, сте го искусиле, а го кажавте несебично за оние што одвоија време да не слушнат. Имаме многу теми, верувам дека ќе се видиме повторно, дали во овој или во друг состав без разлика. До тогаш ви посакувам да сте здрави, живи и да си ги исполнувате оние цели кои што ги имате, како и досега, па и уште подобро во иднина. Благодарим. Благодарим. Благодарам многу, посакувам на вистина ова што денеска го зборувавме да биде инспирација за сите и за оние кои што професионално се дел од светот на спортот, меѓутоа и за сите останати без разлика, рековме, на возраста, професијата или начинот на кој што живеете. Јас уживав во денешниот разговор и секако ќе го чекам оној следниот, а вие веќе добро ги знаете нашите термини, така што се гледаме повторно на Телма. Довидување.